Почитувана председателка на комората, почитуван градоначалник, градоначалничке, пратеници кои што сте овде присутни, почитувани колеги од владата, почитувани деловни луѓе, прво ви благодарам за честа што ни укажувате, што доаѓате да разговараме. Верувам дека бенефит од ваквите средби имате и вие, ама имаме и ние. Суштината на ваквите средби е од прва рака да се слушнат политиките на владата, но и да се споделат со вас нашите очекувања за иднината на државата. Се случија решавање на големи политички прашања кои што беа тек на влечење удолу на нашата земја и конечно се отстранети. Тоа го направивме заради економија, заради економски стандард. Не е ничум позвани, ајде името ќе мениме, или не знам, пријателство со Бугарија ќе градиме, или едно општество дома ќе се здружуваме, не. На крајот е за подобар живот на сите во државата. 27 години независна земја, веројатно како политика заклучивме дека одредени прашања конечно крајно време е да се тргнат. Денеска земјата каде и доди, нема проблем дали е Фиром, дали е Македонија, јасно е диференцијацијата направена, признаена од сите, пријатели е со сите, имаме големи и влијателни пријатели од светот, кои што може да ни бидат од огромна помош, ако бидеме ние доволно паметни, како тоа да го искористиме. А светот, фала Богу, е и tekako силен, финансиски многу моќен, за да не придвижи и да не направи барем еднакви со развиените европски земји. Соседите ни се пријатели, што е исто така многу важно. Во моментот најголеми подржувачи на Република Северна Македонија се Грција и Бугарија во сите нејзини процеси на интегрирање, но и на барање на грантови преку ИПА и на барање на одредени други фондови од земјите членки надвор од Европската унија и сето она што значи помош према земјата наша. Очекуваме добро време за државата наша. Сите надежи наши за раст и развој се во приватниот сектор. Државата може да биде само помагач, како преку капиталните инвестиции и преку улеснување на сите пречки во развојот, кои што се најчесто административни пречки, и како помагач во делот на она кое што значи охрабрување за исчекорување за одредена инвестиција, фабрика, погон, услуга или било што нашиот деловен сектор сака да го реализира во државата. Значи развојот го темелиме на развојот на приватниот сектор. И тоа треба да биде јасно и гласно кажано. Немаме намера државата да биде главен двигател на развојот преку буџетските пари. Тоа на крајот на денот, дали е преку ниски даноци или високи даноци, државата го наплаќа од бизнис секторот и на крајот од граѓаните. Намерата ни е на вистина развојот и надежите за развој да ги темелиме на приватниот сектор. Уште не сме членка на НАТО, верувам дека до крајот на годината таа работа може да се заврши. Ратификуваа веќе 8 земји членки на НАТО, во текот на летото очекувам да се завршат најголем дел од ратификациите, а резултатите, иако не сме уште членка на НАТО, стигаат во државата. Јуни очекувам на вистина да ги отвориме поглавјата. Со отварањето на поглавјата, јас го кажувам тоа, влегуваме во така наречен меден месец или медени години. Зошто? Секоја земја, додека преговараше за поглавјата, ги отвараше фондовите и имаше само користи од таа работа од Европската унија, а се уште нема обврски се додека не стане членка на Европската унија. И од тој аспект доаѓа убаво време за сите. Најголем дел од средства од фондови кои што ни се отвараат дополнително доаѓа до деловниот сектор. Само треба да бидеме креативни. Тоа што го правиме за прв пат лани, еве веќе втора година, стартуваме преку Законот за финансиска подршка на индустријата и на економијата, е меѓу другото и да го дигнеме капацитетот на домашните компании, да бидат и дури плюс повеќе подготвени кога ќе се отворат и меѓународните можности за помош на домашното стопанство. Влечиме позади нас еден социјалистички систем во кој што како општество пополека се откажуваме и треба да се откажуваме, да се навикнеме на капитализмот. Капитализмот е систем кој што владее во светот, каде што капиталот го движи развојот. А тука се наоѓаат и работниците со платите, и државата со доноците, и секако сопствениците со профитот. Во еден таков систем, колку побрзо се научиме дека никој на никој не е должен да го части, толку повеќе ќе бидеме насочени да се засукаме ракавите
и да одработиме работата. Владата е поискусна за 22 месеци од кога дојде. Многу работи ни се веќе познати. Буџетот е финансиски стабилен. Значи немаме проблем да не можеме да ги измириме своите обврски. Тоа го почувствувавте сите преку повратокот на ДДВ. Тоа е најсериозен индикатор дека парите се враќаат веднаш во рок од 30 дена, освен некогаш кога треба да се направи контрола, која што од разни причини едноставно треба да се направи, заради тоа што се случува се. Мора државата да води грижа за својот дел. За тој дел на делот на инспекцијските служби и прекршоци и казни ќе збора малку на крајот, но представувајќи ви глобалната слика во државата, сакам со вас да споделам искрена надеж која што јас се чувствувам кај мене. А надежта и оптимизмот се нешто кое што го движат и светот, ќе не придвижи и нас. Кога ги отстранивме сите меѓународни пречки, надворешни, соседски или слично, се отворија сериозни перспективи. Дополнително привлековме сериозно пријателство и позитивен амбиент пред оваа наша мала земја, која што е мал пазар. Иднината е наша на европскиот пазар најмногу, па после и на светскиот пазар. Во околности кога паралелно за 22 месеци можем да кажем како председател на влада, финансиски е стабилна нашата земја. Буџетот е ликвиден и дури имаме одреден проблем заради нашата недоволна способност да ги изреализираме сите средства пред се капиталните инвестиции. Но причините ги кажуваме многу често, државата ни беше во тешка состојба. Не сакам да обвинувам никој. Било, завршило, но немаше проекти, нема имотно-правни односи решено. Немаше основни работи за да може да се реализира било што во државата. Сето тоа е надминато. Ево го завршивме третиот квартал, јавното претпријатие за државни патишта, лани имало 980 милиони денари реализација, сега има 2 милиарди и 950, не знам колку се, милиони денари реализација. Тоа е скоро 300% од самата реализација и повеќе од 300%. Тоа е надежно. Капиталните инвестиции, освен патиштата, се гасификацијата, која што се реализира со одредено темпо. Во Прилеп беше презентирана пред некои 4-5 години кога се потпишаа договорите. Ниту имотно правни односи решено. Ниту било кој чекор, проектите не ревидирани. Ништо не постои. 36% навално према Прилеп е реализирана до денеска. Очекуваме до есента да ги видиме цевките овде. Паралелно помагаме со општината за проектната документација се развие во Прилеп, истото се случува и во Битола. Кога зборувам до Прилеп и до Битола да се донесе, која е решена експроприацијата, бизнисменист, цевки се поставуваат во ископани ровови. Паралелно со неа оптичката структура и овие уземливање, како ви викат заедно, тоа е гасификацијата и влечењето на гасот овде. Но тоа ќе даде сериозен бустинг или импакт на самото стопанство во делот на енергетските содржини на цените на чинење. Дали се тоа на производство на услуги или производство на производи, ќе има сериозен импакт. И третата работа е железницата. Битола Кременица ни е завршена. Железницата овие денови треба да се утврди за делот на оптичките контролни механизми како да се постават. Е завршен дел. Најмногу инвестициите на коридорот 8, а тоа е Куманово бугарска граница, каде што втората фаза е конечно после долги месеци ставена во комплетна имплементација, 46% е реализацијата, пред 20 месеци беше 21% реализацијата. Се одлучува за третиот тендер, се одлучува за втората делница, а се подготвува финансирањето за третата делница. Вкупно е 840 милиони евра. Други патишта кои што стартуваат се Скопје-Влаце и имаме едно идејно решение, Велес, Прилеп преку Бабуна, заедно до Битола, со цел да излезе на Охрид, Скопје, на еден автопатски дел. Но имаме идејно решение. Нема главен проект, нема ревидиран проект. Зошто го зборуваме за тоа? Заради тоа што нема други автопати во нашата земја кои што треба да се прават. Западниот дел Кичево-Охрид се завршува, имаме проектна документација Кичево-Гостивар и тој дел е завршен. Источна Македонија исто така се завршуваат сите постапки, се гради посебно делот што е Штип Радовиш Струмица е изграден, се гради Штип Кочани, према Делчево Берово,
Куманово доле се гради експресниот пат за да излеземе со експресен пат на бугарската граница, останува централниот дел на државата. Ама вистината е таа. Имаме идејно решение само. А ако бидеме стабилни, спокојни и слично, на вака неисплатливи автопатишта, оти неисплатлив. Велес, Прилеп, Битола, Охрид е неисплатлив по сите параметри. Но и другите патишта не се толку многу исплатливи, се додека не и направиме, па да чекаме поголема исплатливост. Тука е прашањето. Во некој идно време можеме да смогнеме сили да засукаме ракави за да градиме. Но таксативно само да се прочитат сите тие патишта што сега се градат по државата, повеќе од 40 се, регионални и магистрални автопатски, се огромна инвестициона офанзива на изградба на патишта. Деталите кои што сакам сите да ги почувствувате е потребата да ве предизвикам да ги искористите државните можности кои што ви стојат на располагање. Преку Законот за поддршка на развојот, преку Фондот за технолошки развој, преку поддршка на мали и средни предпријатија и преку сите други механизми што ни стојат на располагање. Законот за просторно и урбанистичко планирање помина на влада, се надевам скоро време ќе помине во парламентот. Веднаш по него доаѓа Законот за градење, кој што треба да ги олеснат сите тие бариери, постапки на склекови правење, по една година детален план, најмалку, некој пати по 2 и по 3. Не знам, одобрение за градба, процедура, комшијат се жалел, не знам кој, скратени се, намалени се, комплетно. Практичари, луѓе седнаа, напишаа за една година закони, кои што треба да направат сериозен импакт и да го отстранат тоа разочарување кое што постои. Паралелно, кога веќе е финансиски стабилна државата и буџетот и се, тргнавме и во намалување на казнената политика. Законот за прекршици е донесен, председателот не го подпишува заради проблемот Северна Македонија, не го прифаќа, но дадовме некој решение да подпишува председател на Републиката, нека размисли, да не губиме, ден да не се губи. Што се случува со прекршоците? Заклучивме дека инспекторите, за жал, не се партнери на стопанството. Од наш проблем менталитетски, балкански, македонски, не знам како да го кажам. Има проблем. Државата нема намера да се изнасилува врз компаниите. Државата има намера да се наплати својот дел на даноците. Од тука поставивме прво законски решенија и второ почнуваме да развиваме програми целосно со меѓународни партнери како да го промениме однесувањето на инспекторите. Значи не е само што намаливме казнената политика, фискална сметка не давате, знаете дека заедно газдата и субјектот плаќаат 4000 евра. Сега од 50 евра до 2000 евра по новиот закон. И тоа дуќанчето плаќа 50 евра, веро, во најлош случај може да плати 2000 евра од прехранбената индустрија, например. Се намали. Но, пред да дојде казната, е опомената. Кога ќе дојде инспекторот, сега со ваквиот нов закон, треба прво да укаже на слабостите, да даде рок, ако не се отстрани рокот, веднаш после тоа казната. Казната зависи од големината на субјектот, колку вработени има самиот субјект, значи обемот што го прави, колку вработени има и повторувањето на казните. Ако често се повтарат, тогаш се и поголеми казните. Во тој дел се направени во еден правичен аспект. Исто, казнената политика и за физичките лица е драстично намалена. Немаме намера во буџет да проектираме приход од казни. Не ни треба. Лани не успеавме да истрошиме 100 милиони евра. При тоа заштедивме 100 милиони евра од транспарентни постапки, паралелно правејќи, и тоа на некој начин ги исплати оврските генерално, има уште оврски земјата наша, пред се дома, но и надвор, нормално, но ја стабилизираше финансиската состојба на државата. Во едни такви околности, многу е важно да ја дигнеме продуктивност. Таа продуктивност, која што и вие знаете колку ви треба за секој што произведува, производи или услуги. Ние не сме конкурентни со нашата продуктивност со западниот свет. Фала Богу, таму плати се поголеми, па благодарение на тоа што овде плати се помали и другите трошоци се помали, па можеме и да се бориме на меѓународните пазари. Продуктивноста по човек ни е многу помала, односно кога одам јас да работам во Германија, работам многу по-продуктивно отколку кога работам дома. И тоа мора да променим. Вака не можеме да дојдеме ни до 2000 ни до 3000 евра плата, што ја посакуваме како што има
во Швајцарија, во Германија или било каде. Мораме да ја дигнеме севкупната продуктивност. За жал, најслаба е продуктивноста во јавната администрација. Од неа се влече исто така просек. Сите промени во иднина кои што ќе се случуваат е зголемување на сеопштата продуктивност на државата. Разгледуваме неколку мерки, јас прв пат ќе ги соопштам овде, заради тоа што тргнуваме со гасификацијата, ќе дојдат потребите за приклучоци на гасификацијата. Приклучок на гасификација не е така лесна работа, кошта пари. За 2-3 години се враќа самата инвестиција и е за домакинство, за фирмата се враќа за 1 месец. Ако се го направи својот систем, пример од нафта, како енергенс на газ, но за да потикнеме користење природниот газ, развиваме политики за да данокот на додадена вредност на природниот газ го намалиме од 18% на 5%. Одлуките не ни се донесени, но поприлично сакаме уште некои анализи да ги направиме, за да биде така. Како што и овие денови сме пред одлука на намалување од 18 на 5% на данокот за топловодната енергија во топлификационите системи кои што имаме во Скопје, веројатно во идење ќе се развиваат и во Битола и во некои други градови. Ке има такви мерки на улеснување и заради еколошки аспекти и заради развојни аспекти, но генерално ние нашата продуктивност мораме да ја зголемиме сите. Знаејќи го целиот тој аспект, истовремено размислуваме како да ја презентираме реално дадената плата во државата. Односно, еден дел од платите во нашата земја се дават во готово. Не велам дека тоа е незаконско, заради тоа што некои луѓе и си имат регулиран работен однос со своите работници, дават реална плата, која што мислат дека треба да ја дават, а за остатокот, плаќајќи 11% данок на добивка, 11% персонален данок, и владат парите во готово и дават во готово делот на платата. И тоа е присутно. Присутно е најповеќе во градежништвото, присутно во гостителството, но е присутно и во другите дејности. И кога гледаме во Македонија, платата е 420 евра или 417. Ево во моментот, просечната плата во државата. И испаѓа ова нашата македонска, вика, јас зимам 300 евра, жената зима 300 евра, трошиме 1000 евра, тие 400 од кај доаѓат. Никој не може да каже од каде доаѓат. Ке имаме одредени политики во тој дел, не репресивни, промотивни и примамливи, кои што треба да ве мотивира деловните луѓе да ја дадете реално платата или во најголем дел да ја дадете реално платата. Но ќе дојде соодветно време. Зошто го наговестувам ова? За да знаете дека во стабилни услови, пред се безбедни, сигурни, во услови на финансиска стабилност и финансиска безбедност во државата, како влада сме подготвени да ги правиме следните чекори. Следните чекори ќе бидат исклучително во полза на стопанството. Зошто? Заради тоа што, еве, левичар сум јас, кој што доаѓа од стопанството и од капитал факторот, јас сум левичар, верувам дека работниците само на тој начин може да имат подобри примања и посрекни околности за работа, ако бизнисот оди напред и остварува поголеми профити. Нема друг начин. Другото е купување социјален мир во државата, давање на социјални помошти или слично, кое што трајно не решава ништо. Заедно со она што значи капитален развој во државата, заедно со тоа што значи подготовка на идните генерации на потребите на пазарот на трудот, за кое што збореше Ангјушев. Сите други механизми кои што ќе ги покренеме ќе бидат исклучиво во функција на сеопштиот развој на државата. Јас сум убеден и ќе направиме чекори да просечната плата во државата биде над 500 евра, оти реално е, не е практично на документи, и тој гап ќе го премостиме на сметка на државата, за да реално се покаже. Истовремено, знам дека нашето стопанство има капацитет, знам дека имаме многу инвентивни луѓе, знам дека имаме своји предности и географски и природни, кои што треба да ги искористиме, за да на крајот направиме еден квантен скок во сеопштата економија. Така да најавуваме еден стабилен период кој што доаѓа пред нас. Диалог има дури и внатрешен дома меѓу власт и опозиција. Од надвор не очекуваме ништо непријатности, само пријатни моменти на охрабрување, кое што ќе се случи. Сакам да ве мотивирам сите да ги искористите сите алатки што постојат во државата за развој на вашите приватни фирми,
кои што истовремено во тој развој ќе направат и развој на нашата земја Република Северна Македонија. Благодарам и останувам на располагање на вашите прашања.